Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. И во оваа епизода продолжувам со приказна, која што во себе носи многу мудрост и се надевам дека ќе ти биде и подсетник, меѓутоа и поддршка на твојот раст и развој. Оваа приказна е доста популарна приказна и верувам дека кога ќе ја слушнеш, можеби веќе ја знаеш и дека ќе се подсетиш на неа. Но денес сакам да ти споделам, односно да те повикам да ја слушнеш со отворено срце и да навистина разработиш и провериш и направиш една мини вежба заедно со мене, која што ќе те поддржи да оваа приказна не биде само нешто кое што ќе го слушнеш од едно уво да влезе, од друго да излезе, туку навистина ќе ја отвориш и ќе ја примениш. Еден ден, додека славниот Сократ се шетал низ Атина, му приоѓа еден познаник и му вели: Сократ, знаеш ли што слушнав за еден твој пријател? Сократ го погледнал спокојно и застално му рекол: почекај. Пред да ми кажеш, сакам да направим еден мал тест, а тестот се вика 3 сита. Првото сито е вистина. Дали си сигурен дека тоа што сакаш да ми го кажеш е вистина? Па, не сум сигурен, само го слушнав. Добро. Тогаш не знаеме дали е вистина. Второто сито е добро. Дали тоа што сакаш да ми го кажеш е нешто што е добро? Не, баш напротив, не е добро. Аха. Значи, ниту е вистина, ниту е добро. Ајде да го пробаме и третото сито. Корист. Дали тоа што сакаш да ми го кажеш ќе ми биде од корист? Па, мислам дека не. Сократ се насмевнал и ако тоа што сакаш да ми го кажеш не е ниту вистина, не е ниту добра, не е ниту корисно, тогаш зошто би сакал да го слушнам? Која е поуката? Поуката е дека да, зборовите се алатка, кои што можат да бидат лек или отров, односно во време на информации, на зборување, на буквално преголемо присуство на медиумите сегден из цел свет, мудроста е токму во филтрирањето. Односно, не секоја мисла треба да ни стане збор и не секој збор треба да се пренесе и секако не секој збор што ќе го слушнеш заслужува место во твоето срце. И замисли, ова е приказна од времето на Сократ, кога не ни постоеле социјалните медиуми, ниту пак постоеле вакви подкасти, ниту пак постоеле социјалните мрежи во смисол на пораки, поуки, споделување, не знам какви работи, туку буквално тогаш имало многу помалку од сега, а сепак и тогаш било важно да се филтрира. Замисли колку треба да филтрираме во денешно време, колку треба филтрите наместо на ликот и на лицето и да си зголемуваме усни и очите да ги закосуваме и така натаму, филтерот треба да ни е токму на зборовите, на информациите што ги добиваме. Тоа е како, например, кога една мајка ќе слуша, не знам, добронамерни совети од сите страни, во наводници ќе кажам добронамерни, затоа што тие се она како треба да го воспитува детето, и што е она, односно на кој начин таа мајка е добро да ги пропушта тие зборови. Низ вистина, низ добрина и низ корист. Ако не ги поменуваат овие три сита, тогаш не се вредни да ги слушне. Или пак жена која што сака да каже нешто со цел да помогне, но не е сигурна дали тоа што го кажува е вистина, тоа може да е само нејзино мислење. И важно е тогаш да се запраша од другата страна. Зошто го кажувам ова? Што сакам да постигнам? И секако можеби и да ја прашам другата страна дали ќе е корисно ако исподелам совет за нешто. Секако дека не секогаш треба да ја прашуваме другата страна. Меѓутоа секогаш треба да се прашуваме дали ова е нешто кое што ми служело, нешто кое што е добро и секако нешто кое што е вистина. Ако ништо друго, моја вистина. И затоа многу често ќе видите дека луѓе кои што се сигурни во тоа што го кажуваат, знаат да споделат според мене, или барем моето мислење е тоа, или според моето искуство, или според статистички, да речам, мнозинството и така натаму. Но од друга страна споделуваме работи кои што се корисни. Исто така, родител, например, што прераскажува некаков си друг разговор од нешто што се случило, без да провери дали тоа помага или создава тензија, е често нешто кое што го гледам. Затоа што не секоја вест е вредна да се повтори и да се каже, и понекогаш тука молчењето е многу подобро, или оно што викаат молчењето е злато во ваква ситуација.
кога прераскажуваме, кажуваме работи кои што не се секогаш од поддршка. Ова исто така е многу често, например, на трудница, кога ќе почнат да се раскажуваат некои работи кои што се страшни. Секогаш проверувајте дали ова го кажувам од позиција на добро, го кажувам затоа што не знам на некој таму му се случило, или го кажувам затоа што е навистина корисно да го знае, гледам дека не го знае и може да ја поддржи. Секако најдобро и идеално е со прашање дали мислиш дека ова ќе ти служи. Или пак доколку е блиска личност, и сте сигурни дека е вистина, сте сигурни дека е за нејзино добро и дека на вистина ќе служи. Да, повеќето луѓе тргаат од таа позиција, но многу пати и не. И затоа е тука многу важно дека ние не можеме да ги контролираме другите личности, но секогаш можеме да се запрашуваме овие работи. Дали ова што некој ми го зборува е вистина? Проверувајте, гуглајте, барајте, истражувајте. Таа здрава скептичност е многу добра. Кој го кажа тоа? Па слушнав Светле кажа дека. Добра, ма која е Светле? Која е Светле? Дали Светле на вистина ова знае дека го кажала и е вистина? Многу често се случува да и на социјалните медиуми постојат личности кои што се имаат запишано дека се психолог, а не се психолози. Колку и да звучи ова лошо или брутално што ќе го кажам, меѓутоа многу често тоа се токму пациенти, односно личности кои што минуваат низ некоја тешка траума, која што се уште не има надмината. И да, сакајки таа потреба да се исцелат самите себе си, тие почнуваат да исцелуваат други, меѓутоа не ги исцелуваат. Реалноста е дека не ги исцелуваат, понекогаш ги дозаглавуваат. И многу често ќе видите дека некој, не знам, ќе ве вежба, ќе стане тренер, а не е тренер. Не можеме да знаеме кој стои во позадина, не можеме да знаеме со што се соочува, не можеме да знаеме какво е неговото психофизичко здравје. И затоа е важен филтерот. Оној филтер на дали ова вистина? Дали ова Светле што ми го кажува е вистина? Дали ова што таа го кажува е нешто кое што е за добро, нешто кое што е корисно? И кои зборови најчесто ги слушаш, а те полнат со тежина, без да ти користат? Јас сум сигурна дека во твојот живот, во твоето секојдневие, може да се присетиш на разговори, пријателки, друштва, кругови каде што си, или пак некои зборови кои што некако почесто ги слушаш, можеби некако ги гледаш, ги читаш и така натаму, но ти носат тежина. Не ти носат корист. Најчесто сите оние анксиозни вести кои што ги случаме, трагични настани и така натаму, повеќето, не сите, нели, нормално некои се тука и во функција на заштита и на информација, едукација, меѓутоа наместо да ни носат корист, ни носат тежина, ни носат страв, ни носат вадење од тука и сега, буквално во анксиозност на што ако се случи тоа, што ако и ова мене ми се случи така натаму. Потоа провери дали често и ти самата пренесуваш информации без прво да провериш дали се вистини, дали се добри и дали се корисни. И јас самата си имам многу пати фатено во ваква замка да пред да проверам, нели да знам да избрзам, и кога тоа неколку пати веќе ќе ми се случи, сум станала, ајде да речам, пробувам, и тоа цел живот веројатно ќе трае тоа да пробувам да пред да нешто кажам и пред да нешто препорачам, прво проверам дали е вистина, дали ова ќе служи, дали ова добро да го знае некој друг, дали ова корисно. Например, пред секоја подкаст епизода, јас првите 2 или 3 епизоди, може би првите 4-5, особено првата, ми беа и пишувани, имав точно, ајде да речам, текст што ќе кажам, како ќе кажам, па дури дел ги напишав и во блог пост. Значи, тие, кога почнував со подкастот, многу се подготвував, понатаму не, сега некако фристайл правам, сега не знам што сум кажала. Отидов можеби во некоја друга крајност каде што премногу слободно ги правам самите епизоди, не се толку квалитетни, не внимавам толку како зборувам, но секогаш пред да почнам да правам некаков склоп во главата од прилика или некогаш знам да имам подточки за кои што ќе зборувам напишано, за да не ги заборавам, но секогаш проверувам дали ова е корисно да го споделам.
кога ќе ми се случи некоја приказна, затоа што најчесто ги црпам од лични приказни, од она што ми се случува во секојдневието, од она кое што го гледам, од оно, да речеме, понекогаш ми се од приказни лични, понекогаш ми се со децата, понекогаш ми се со пријателите, понекогаш ми се со клиентите, понекогаш ми доаѓаат од групите за личен раст и развој. Најчесто доаѓаат од некоја инспирација од моето секојдневие и се станувам и се прашувам, дали е ова корисно? И потоа гледам дали е ова и добро и корисно, затоа што, нели, каква ќе е користа? Дали е ова добро да го знаат? Ова сите може го знаат, ова може не го знаат. И тука гледам и проверувам, меѓутоа од друга страна и барам фидбек, слушам фидбек, дали ова ти служеше? Која епизода ти служеше? Па потоа гледам колку е слушана, колку е препратена, колку коментари има, па колку лајкови има, ако ништо друго. Значи, тоа е исто така воделки да видам, окей, дали е ова добро, дали е ова нешто кое што е корисно и секако првично е, дали е ова вистина. Затоа што многу често ние имаме некоја наша вистина, во моментална вистина, сме во некоја болка, но тоа не е целата слика. Тоа не е она мета перспектива која што е важно да се задржи. И затоа провери дали често пренесуваш информации, без прво да провериш дали се вистините, дали се добри, дали се корисни. И ова многу често го гледам кај мајките и многу мајки може да ми замерат или да се пронајдат тука, меѓутоа ако се пронајде, тогаш тоа е супер, затоа што тука е оној момент каде што можеш и да ставиш кочница да провериш, чекај малку. Сега јас ова цело време го зборувам, а не сум сигурна дали е вистина. Ова доаѓа многу често и од старите. Јас најмногу ова го имам слушнато и се уште го слушам во на пример за доење. Кога станува збор, млекото ти е расипано, не е добро да се дои тогаш, не е добро. Значи тие некои митови кои што се споделуваат и во текот на мајчинството многу ги слушав и во разговор со Наташа од доење со љубов, многу често сум знаела и да читам кај неа на стори, меѓутоа и во разговор имаме подкаст со неа да ги сретнам овие работи кои што луѓето не ни знаат дали се вистина. Тие тргаат од некоја добра намера можеби. Ама прво не е вистина, второ тоа не е добро за мајката, затоа што и не е вистина и не е добро ни за бебето и во никој случај не е корисно. И затоа ве сакам да те потсетам, нели, да застанеш и да видиш, окей, дали и јас сум на тоа место. Јас кревам два прста дека многу често сум се нашла на такво место и дека со текот на годините, да речам, реално се трудам што повеќе да работам на тоа да самата себе си ставам кочница и да се прашувам овие три сита, нели, да поминувам низ овој филтер. Понатаму третото прашање е кои зборови би сакала почесто да ги избирам во однос кон себе, меѓутоа и кон другите. Односно, што е нешто повеќе би сакала и да го слушам и да го давам, и да го примам и да го давам. И секако каков ефект сакам да имаат моите зборови, што да ми носат. Например, кога го почнав овој подкаст, најважно ми беше да ви носи раст. Да таа која што ќе го слушне, барем 1%, барем 1% се чувствува дека пораснала. Ако го изслуша целиот подкаст, јас сум сигурна дека многу повеќе ќе порасне, затоа што цел подкаст, значи многу епизоди, тоа е многу часови работа на себе, тоа се безброј информации кои што може и 99% да ја донесат расна на некоја жена ако го слуша, ако ги прави вежбите, ако се отвори, не наеднаш, не тука и сега, нормално самиот подкаст го снимам неколку години, така што и неколку години веројатно и се потребни за некоја друга да може да примени се. Меѓутоа, мојот ефект кој што сум сакала да го создадам, кој што се уште сакам да го создадам, е да ти помогнам да растеш, да се развиваш, да одиш напред, да бидеш позадоволна, посреќна, да си простиш на себе, да изградиш здрава љубов кон себе, да станеш свесна, да водиш на некој начин ментална хигиена, да станеш свесна за себе, за другиот, за тоа како ти влиеш на другиот на тебе. И затоа не можам во една епизода или во 5 минути, нели, да кажам се. И затоа и толку епизоди. Сега, во текот на еден ден, забележувај се по 2-3 реченици што си ги кажала или на себе или на другите, кои што не поминале низ овие три сита. Например, колку сум глупава што не стигнав на време. И сега, нели оваа реченица некогаш знаеме да си ја кажам, ама сум глупа, како можев тоа да го кажам. Пример. За секоја ваква реченица, преработи ја, така што ќе биде вистината добра и корисна. Например, да, задоцнев, но дадов се од себе, следниот пат ќе се подготвам подобро, ќе станам половина час порано. И тука веќе има одговор, односно тука веќе го нема оној момент на добро го кажав и сега што? Тука сега ја има користа. Вистина е дека доцнав,
дадов се од себе, значи јас сум добра, нели, нема лоша намера, и сега што е тука користа? Следниот пат ќе станам половина час порано и ќе се подготвам подобро. И избери еден збор кој што сакаш да го внесуваш што е можно почесто и во твојот вокабулар, да ви да речеме наредните неколку дена. Тоа може да е смиреност некоја, тоа може да е поддршка, тоа може да е раст, тоа може да е почит, тоа може да е нежност према себе и спрема другите. И на овој начин еве сакам само да те поттикнам и да те поддржам, да размислуваш колку зборови изговараш во еден ден, колку од нив се празни, колку од нив се острумни, ама те повредуваат, колку од нив би сакала да ги вратиш назад и никогаш да не си ги кажала, и можеби токму твојот збор денес ќе биде причина некој друг да се почувствува и виден, и почитуван, и вреднуван. И можеби токму молчењето ќе биде твојата најдлабока мудрост. Затоа размисли. Сократ не бил многу гласен, ама дефинитивно имал длабочина и неговите зборови фаќале место. Ако оваа приказна ти служи, сподели ја со некој на кој што сметаш дека му е потребна, сподели ја со некој што зборува од срце или со некој што можеби па треба да научи да зборува со срце. Затоа што секоја трансформација почнува со зборот и вистинската моќ е кога зборуваме од место на свесност. Поздрав и се слушаме во наредната епизода.